Ѓорги Иванов под лупа на антикорупцијската комисија. Подопрен глас, ДКСК отвори постапка за проверка на имотната состојба на председателот на државата. Ки истражува дали по 10 години минати во Вила Водно, Иванов се стекнал со нов имот и како. Предходно од антикорупцијски информираа дека ќе постапуваат и за предизборните унапредувања и именувања кои ги подпиша председателот. Ке отвориме постапка за испитување на имотната состојба, за преиспитување на имотната проверка. Проверка на имотната состојба на председателот, што ни дозволуваат нашите членови 82 и 90 кој е таму? 82 и 85. 92 и 85. Тоа и понатаму ќе работиме по предвид. Од председателскиот кабинет кога ја објавија информацијата за предизборните унапредувања и именувања, реагира експресно, тврдејќи дека указите се донесени на предлог на Министерството за одбрана и Генералштабот. При донесувањето на 6 укази се испочитувани одредбите од изборниот законник и одредбите од Законот за спречување на корупција. Ја охрабруваме Државната комисија за спречување на корупцијата да постапи по овие случаи со што би се отстраниле појавените шпекулации во јавноста. Антикорупцијска денеска обелодени дека и 6 градоначалници се уште не поднеле анкетен лист за имотната состојба и изјава за судир на интереси. Има 6 градоначалници кои што не доставиле анкетни листови, тоа се Миликије Халими, Исен Шабани, Арбен Таравари, Константин Ѓоргиевски, Асан Асени, Стевче Трпковски. Државната комисија за спречување на корупцијата констатирала дека и дополнителни 7 градоначалници не поднеле изјава за судир на интереси, а други 5 не поднеле анкетен лист до комисијата.